25 интервенции за време на ноќната смена во Скопската брза помош. На најголемиот христијански празник нема зголемен број најавувања на 194, што се должи и на полуиспразнетиот град. Но и за оние кои се останати дома, великденската атмосфера е во знакот на мирот и семејната блискост. На лице место лекарски тимови интервенирале само кај 3 колапси во различни цркви во Скопје, каде верниците синоќа го чекаа Христовото воскресение. Станува збор само за колапси, интервенирано е на лице место. Немало потреба од носење во болница и понатамошна интервенција. А во текот на денешниот ден најчесто интервенираме кај луѓе со малигни заболувања и хронични болести, што за болки, а и за екзацербации кај нивната постоечка симптоматологија. По 7-неделниот пост да се внимава со внесувањето на храна и оброците да не бидат обилни. Оние кои постеле не треба да јадат и голем број на великденски јајца, велат лекарите. Постот е свесно и доброволно воздражување од одреден тип на храна, одредени навики, однесувања. Има и психолошка димензија на самоконтрола на умот. Луѓето кои што го испостиле постот, јас верувам дека знаат и како да ги внесат намирниците кои што дотогаш не ги употребувале. Воздржувањето нека биде свесно и навистина јас повторно ќе препорачам да се воздржат од прејадување. Искрено не верувам дека некој ќе прејаде, до сега немавме таква интервенција. Бидејќи и утре е неработен ден, остануваат препораките на лекарите за внимателно консумирање на храна и алкохол и придржување на сообраќајните правила, за празниците да поминат мирно, а не со несакани последици. Сања Димитровска, Сител телевизија.